Ке им свртили грб председателот Пендаровски на работниците за да на своја страна ја добие поддршката од владината коалиција за следните председателски избори. Политичките аналитичари велат повеќе од јасно е дека само со параф на законските измени за Бехтел и Енка најверојатно ќе го сместат Пендаровски како предлог на кандидатската листа од СДСМ и ДУИ. Искуството, велат, покажува дека председателот мислењето го менувал согласно барањата на матичната партија, па нема да биде прв пример ако тоа го стори и сега. Не сум сигурен, но повеќе верувам дека Пендаровски без никаков проблем ќе ги потпише тие закони, иако само пред неколку дена го тврдеше спротивното. Значи, навикнати сме на овие менување на ставове на Пендаровски и се разбира тоа само дополнително ќе влие негативно на неговиот рейтинг кој што го има кај граѓаните. Во случај да се спротивстави да не потпише дел од тие закони, тогаш мислам дека може да се збогува со можноста да биде кандидат на СДСМ и ДУИ за следните председателски избори. Дека Пендаровски има амбиции за повторно да учествува на председателските избори, кажа и самиот тој, потенцирајќи дека поддршката од граѓаните ќе биде клучна. Но сепак не се знае дали Ковачевски и неговиот коалиционен партнер Ахмети ќе дадат зелено светло. Оти неколку пати, токму тој во своите изјави им противречеше на владините политики. Ќе дое време, веројатно ќе се изјаснат, меѓутоа, јас сум рекол, битна ми е поддршката од таа коалиција која 2014 ми ја даде таа поддршка, паметите не само 2019, далеку ми е побитна поддршката од граѓаните. Ако ја немам, нема да размислам од таа насока. Ако ја имам, можам да размислам, се разбира, заедно со политичките субјекти кои би биле вољни у тој период да ме поддржат. Пендаровски секако нема да остане без конкуренција. Неофицијално и министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски ќе влезе во трката за прв човек во државата, бидејќи во една прилика и тој самиот кажа дека не е во политиката ако би немал амбиции. Ја нема да бидам во политиката ако немам политички амбиции и сум долго време тука. Меѓутоа, политичките амбиции на еден политичар не значат амбиции за лични цели и за остварување. Моите политички амбиции се да ги оствариме целите на државата. Политичката борба на Пендаровски нема да биде лесна со оглед на тоа дека крилото на Спасовски во СДСМ зема се поголем замав, бидејќи тоа е еден од најактивните во кампањата на социјалдемократите, рамо до рамо со граѓаните, брифираат партиски извори за Алфа.